Во почетокот на 20. век, Егејска Македонија се наоѓала во границите на Отоманската империја. Статистичките податоци од повеќе етнографи од балканските држави покажувале дека населението од македонска националност било во мнозинство и покрај обидите да им се одреди бугарски, српски или грчки карактер на македонците од овој дел на македонската етнографска територија. По Илинденското востание во 1903 година, во егејскиот дел на Македонија се засилила грчката пропаганда. Низ македонските села во Костурско, Леринско, Воденско и Ниџевардарско се појавиле грчки андартски чети, кои вршеле разни насилства врз македонците во обид да ги присилат на иселување од нивните родни места. Идеолог на грчката антимакедонска борба во овој период бил костурскиот владика Германос Каравангелис. Најкарактеристичен пример на грчките оружени обиди против македонците во Егејска Македонија биле нападот и уништувањето на селото Загоричани, Костурско, на 25 март 1905 година. Еден грчки историчар вака го опишува настанот. Вреска и писка сите 500 куќи на селото. Мирната тишина од пред еден час се престори во крикови на избезумени луѓе. Бараа спас, но не можеа да го најдат. Немаа можност да избегаат, сожалување воопшто не постоеше. Македонскиот народ во Егејска Македонија дал отпор против ваквите напади на грчките андартски чети. Костурскиот околиски комитет на ВМРО, предводен од Васил Чакаларов, Пандо Кљашев, Митре Влаот и други, го заштитувале македонското население и ги прогонувале и ги уништувале грчките андартски чети. Пред почетокот на Балканските војни, Егејска Македонија представувала регион во кој најмногубројно било населението со македонска националност. Според статистичките податоци од 1913 година, од вкупно 1.052.227 жители, во Егејска Македонија живееле околу 370.000 македонци, или околу 30%. Состојбите започнале драматично да се менуваат за време на Балканските војни, 1912-1913 година. По Првата Балканска војна, овој дел од Македонија потпаднал под двојна власт. Западниот и централниот дел биле окупирани од грчката војска, додека источниот дел од Егејска Македонија со Драмско, Серско и Кавалско потпаднал под бугарска власт. Иако надежите на македонците од Егејска Македонија биле свртени кон балканските сојузници, војните што се воделе на тлото на македонската земја не го решиле македонското прашање, туку предизвикале подолба на Македонија. Двојната окупација на Егејска Македонија се задржала до завршувањето на Втората Балканска меѓусојузничка војна и Букурешкиот мировен договор, кога целата територија на овој дел од Македонија влегла во рамките на грчката држава. Втората Балканска војна била особено трагична за егејскиот дел на Македонија, бидејќи тогаш грчката држава го започнала систематското етничко чистење на македонците. Репресалиите и зверствата на грчката војска врз македонците биле особено ужасни во околината на Кукуш, Серес и другите населени места во источниот дел на Егејска Македонија за време на Втората Балканска војна во 1913 година. Меѓународната Карнегиева комисија, која дошла да ја испита состојбата во Македонија, секојдневно констатирала убиства, грабежи и силувања од страна на грчката војска, кои имале за цел да ги принудат македонците да се иселат од своите вековни родни огништа. Еве што изјавил еден жител на Кукуш за Карнегиевата комисија по повод овие трагични настани. Меѓу 2 и 3 часот попладне пристигна грчка коњица, веројатно 300 коњаници со офицери. Жителите излегоа да ги пречекаат со бело знаме и со свештеникот на чело. На околу 120 души од селото им беше речено да одат да се грижат за коњите на коњицата. Тие луѓе исчезнаа и од нив не можеше да се најде никаква трага. Таа вечер жените, и тукашните и бегалките беа сите силувани, често повеќе пати. Жените и девојките ги соблекуваа и ги претресуваа за да најдат пари.
самиот видов многу силувања. Тоа се правеше повеќе или помалку јавно, понекогаш во куќи, но понекогаш и во полето и на патиштата. Злосторствата на грчката војска ги обелоденија и писмата на грчките војници што паднаа во рацете на бугарската војска. Ние ги изгоревме селата како што ни беше заповедано. Ги убивавме младите, се велеше во едно писмо. Тоа што го правиме е неописливо. Тоа е една касапница и Господ знае до каде ќе стигнеме, се велеше во едно друго писмо. Во периодот на Балканските војни грчките војски запалија 160 населени места, разурнаа расцутени македонски градови, Кукуш, а 16.000 македонци побараа спас во Бугарија. Оваа политика доби посебен интензитет во Првата светска војна. За време на Првата светска војна, Егејска Македонија била окупирана од војските на Антантата. Од 1915 до 1980 година, најголем дел од фронтовата линија поминувал низ повеќе населени места во овој дел од Македонија. Македонците биле регрутирани во рамките на сојузничките војски на Антантата, додека цивилното население, што живеело во близината на фронтот, учествувало во копањето на рововите и снабдувањето на војската со храна и со облека. Во екот на борбените дејства, авиацијата и артилеријата уништиле многу села, а населението било принудено да бега поради употребата на војна сила. Во потегот на фронтот каде што била стационирана српската војска, контрачетниците на Јован Бабунски извршиле голем број насилства врз македонците под обвинение дека се соработници на војските на централните сили. Кон крајот на војната, кога било известно дека ќе се прекројуваат нови граници помеѓу европските народи, анкетите што војно-политичките фактори на Антантата ги спровеле во Егејска Македонија, покажувале дека македонците барале конституирање на автономна или независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Версајската мировна конференција во 1919 година повторно го оставила македонското прашање на маргините и во дипломатските пресметки зад куларите. Согласно решенијата на мировниот договор, Егејска Македонија останала во рамките на грчката држава. Грција, соочена со фактот дека овој дел на Македонија има македонски етнички карактер, решила да преземе низа дипломатско-политички мерки што ќе ја променат ситуацијата. Владата во Атина со посебна одлука извршила административна поделба на државата, според која Егејска Македонија станала посебна губернија со гувернер што ја управувал. Покрај тоа, грчката влада, врз основа на членот 56 од Нејскиот мировен договор, на 27 ноември 1919 година со Бугарија склучила така наречен договор за доброволна размена на населението помеѓу двете држави. Овој договор предвидувал иселување на македонци од Егејска Македонија во Бугарија, со што тие трајно го губеле правото да се вратат во своите родни места. Од друга страна, грчката држава и го признала правото на Бугарија ова население да го нарекува бугарско, со што владата во Атина сакала да го негира македонскиот етнички карактер на Егејска Македонија. Согласно договорот за доброволна размена на население, во краток временски период од Егејска Македонија во Бугарија били иселени околу 30.000 македонци. И кога на тоа се додала бројката на македонците што ја напуштиле Македонија под грчка власт и побегнале во Бугарија по Балканските војни, статистичките податоци покажуваат број од околу 86.000 македонци, што трајно заминале од овој дел на Македонија од 1913 до 1928 година. Грчката држава не застанала на овој договор. По завршувањето на грчко-турската војна во 1923 година бил склучен Лозанскиот мировен договор помеѓу двете држави. Овој мировен договор
представувал опасен преседан во меѓународните односи, бидејќи дозволувал размена на население помеѓу Грција и Турција на верска основа. Лозанскиот мировен договор предизвикал голема штета и удар врз македонскиот етнички карактер на егејскиот дел на Македонија. Согласно договорот, од територијата на Егејска Македонија били иселени околу 40.000 македонци муслимани во Турција, додека од Турција во Егејска Македонија биле колонизирани околу 565.000 жители, што биле со христијанска вероисповед и со различна националност. Македонскиот народ доселените колонисти ги нарекувал маџири. Најголем дел од колонистите бил населен во Солунско, Серско, Кавалско и во Драмско. Грчката држава му дала големи привилегии на оваа категорија население, при што тоа ја добило и неплодната земја за обработка за сметка на македонците. Грчката колонизација на Егејска Македонија ја променила националната структура на населението во овој дел на државата. Македонците сега станале втор народ по бројност. За да се зголеми бројот на населението, што се декларира како грчко по националност, владата во Атина преку образовниот процес, но и со други институционални мерки, им всадувала вештачко грчко национално чувство на дел од колонистите, што немали изградена национална свест. Но и покрај тоа, македонците и понатаму останувале компактен национален елемент во неколкуте околии на Егејска Македонија, каде што биле повеќе бројни од грчкото и од маџирското население. Костурско, Воденско, Леринско, Мегленско, Ениџевардарско, Кајнларско. Во средината на 20-тите години и покрај преземените мерки за денационализација и асимилација на македонците во Егејска Македонија, централната грчка власт се уште не се чувствувала сигурно во северниот дел од својата држава. За да се негира македонскиот национален карактер на овој дел од државата, во 1924 година, Грција повторно склучила договор со Бугарија на ниво на министри за надворешни работи, кој е познат како договор Калфов-Политис. Со овој договор, грчката држава ги прогласила македонците од Егејска Македонија за бугарско национално малцинство. На договорот остро се спротивставило кралството на србите, хрватите и словенците, кој имало традиционално добри односи со Грција и своји интереси за излез на Егејско море преку сообраќајницата Гевгелија Солун. Затоа договорот Калфов-Политис во суштина не ги дал очекуваните резултати за грчките интереси во Егејска Македонија. Се забрануваше македонскиот јазик во меѓусебната човекова комуникација, меѓу родителите и децата, меѓу селаните, на свадби, седенки или на погребни ритуали. Македонскиот јазик и македонскиот збор се забрануваа преку усмената и писмената нарација, преку песната, орокот, уморот и така натаму. Прекашувањето на оваа забрана повлекуваше казна од морално и психичко малтретирање, плукање в уста, свирепо тепање или пободување на јазикот со игла за секој изговорен македонски збор. Словенското писмо и сите црковни надписи беа отстранети, а пронајдените црковни или лаички словенски книги се уништени, како во периодот на панариотското средновековје. Упорноста во тој однос беше толку голема, што случајно заборавените словенски црковни надписи беа отстранети и по 20 или 30 години. Паралелно со отстранувањето на секаква трага од македонската историска писменост, жилаво се прогонуваше и живиот македонски збор. Разни националистички банди ги крстосуваа македонските села, го малтретираа и го убедуваа македонското население да зборува само на грчки, доколку сака да го види утрешниот ден. Во 1926 година, грчката држава донела уште една мерка со која требало да се избрише македонскиот национален карактер на Егејска Македонија. Владата во Атина донела закон со кој македонските топоними во Егејска Македонија се смениле со грчки имиња. Во 1926 година, во егејскиот дел на Македонија се расширила и српската пропаганда. Од таквиот развој на настаните стравувала бугарската држава, која исто така пред меѓународните институции се обидувала да го докаже наводниот бугарски карактер на македонците во Егејска Македонија.
Таквите обиди на официјален Белград да создаде центри на српската пропаганда во Егејска Македонија најпрвим биле толерирани од грчката власт, до степенот додека не се загрозувале грчките национални и државни интереси. Освен кон Енидже Вардарско, српската пропаганда го концентрирала своето внимание и кон Солун, во кој кралството на СХС имало концесии во поглед на користењето на услугите на Солунското пристаниште. Дипломатските договори и преговори околу Егејска Македонија продолжиле во текот на 1927 година. Таа година бил склучен договор помеѓу министрите за финансии на Грција и на Бугарија, кој е познат како договор Молов-Кафандарис, и со кој се регулирале спорните имотни прашања на иселените државјани од двете страни, со гаранција дека ќе им бидат исплатени напуштените имоти. Овој договор исто така требало да представува и гарант дека македонците што били иселени од Егејска Македонија во Бугарија никогаш нема да се вратат на своите имоти и родни места, со што и де факто го губеле правото за државјанство на грчката држава. Колку и да се обидувала грчката држава да го негира постоењето на македонскиот народ во своите граници, меѓународните договори што ги потпишала во Друштвото на народите ја обврзувале да преземе мерки за заштита на малцинствата. Во септември 1925 година, за потребите на македонските деца во грчкиот образовен систем, Грчкото министерство за просвета изработило учебник наречен Абецедар. Учебникот бил напишан со латинично писмо на ленинско-битолскиот дијалект, но и покрај декларативните заложби дека абецедарот и официјално ќе влезе во употреба во училиштата, тоа не се случило. Веднаш по публикувањето на абецедарот, грчката влада издала наредба за негово запленување, со што тој никогаш не влегол во официјална употреба во грчкиот образовен систем. Сепак, со публикувањето на овој учебник, владата во Атина, макар и за кратко, го признала постоењето на македонците на територијата на Егејска Македонија. Поради систематската асимилација и денационализација и репресивните мерки на грчкиот режим во Егејска Македонија, македонците започнале да се организираат за одбрана од целосното етничко чистење што им се заканувало. Незадоволството се изразувало во спонтан отпор против населувањето на колонистите маџири на земјата што со векови им припаѓала на македонците. Организираната форма на отпор била преку поддршка и гласањето на изборите за антирежимските политички партии, што го признавале постоењето на посебната македонска националност во Егејска Македонија. Тоа била Комунистичката партија на Грција, која имала најголема поддршка токму во северниот дел на грчката држава, каде што македонскиот етнички елемент бил во мнозинство. КПГ до 1935 година сметала дека македонското прашање треба да се реши со создавање обединета и независна македонска држава во низините етнички и географски граници. Во печатениот орган на партијата Ризоспастис секојдневно излегувале статии во кои се нагласувале посебноста на македонскиот народ и неговото право за државност и за самостојност. Сега кога владее капитализмот, не се определуваме да се бориме само за автономија, која значи поддржување на националното угнетување. Ние не сме автономисти. Паролата за автономија во границите на грчката држава е парола што сака да ги излаже масите. Ние сме за признавање на правото на независност, се до државно цепување. Поради ваквата политика и ставови, грчките режимски партии ја обвиниле КПГ дека е предавничка и дека се залага за отцепување на Егејска Македонија од границите на грчката држава. Од 1935 година КПГ го променила ставот кон македонското прашање и сметала дека македонскиот народ треба да добие полна рамноправност во рамките на грчката држава. За статусот на македонското прашање се проговорило и од говорницата на грчкиот парламент, каде што некои пратеници од редот на антирежимските партии и КПГ отворено го бранеле правото на македонскиот народ за создавање независна македонска држава, во чии граници би влегла и Егејска Македонија. А по 1935 година рамноправноста на македонците во рамките на Грција. Членот на Политбирото и на Централниот комитет на КПГ, Склавенас,
На 27. април 1936 година, во грчкиот парламент меѓу другото рекол: Уште едно сериозно прашање што има врска со одбраната на Грција и со заштитата на незината независност, а кое го игнорира владата во програмската декларација, тоа е давањето целосна рамноправност на местното население и на националните малцинства што живеат во Грција. Тоа особено се однесува на македонската националност. Кој ќе помине низ Македонија, а особено низ околиите што се населени од комплетни маси македонци, ќе го почувствува посебниот гнет што се врши врз нив. Правото да имаат училиште, да го потребуваат македонскиот јазик и своите обичаи, строго им се забранува. Таа положба го турка македонското население да се организира и да води борба за извојување на тие права, кои ние не можеме да не ги поддржиме. Во 30-тите години, на територијата на Егејска Македонија се формирала и организацијата ВМРО Обединета, која била поддржана од КПГ. Начело на организацијата застанал македонскиот револуционер Андреја Чипов. Организацијата се залагала и се борела за создавање независна македонска држава во незините етнички и географски граници. За кратко време ВМРО Обединета ја расширила својата организацијска мрежа во сите делови на Егејска Македонија каде што живееле македонци. На 4. август 1936 година во Грција војните кругови предводени од генералот Јоанис Метаксас вовеле диктатура. Војната диктатура ги укинала сите форми на демократскиот живот во Грција и започнала прогони на приврзаниците на комунистичкото движење. На удар на режимот били и македонците во Егејска Македонија. Под обвинение дека се државни непријатели, стотици македонци биле затворени и интернирани во злогласните грчки затвори на островите и во Акронавклион. Метаксасовата диктатура строго го забранила зборувањето на македонскиот јазик, дури и во приватниот живот, зашто следувале драконски казни што имале цел да создадат страв кај македонците. Во 1938 година бил донесен и посебен закон со кој се забранувало зборувањето на македонскиот јазик на територијата на Грција. Во октомври 1940 година Италија ја објавила војна на Грција и извршила агресија на незината територија. Со почетокот на борбените дејства, незагрозена била територијата на Егејска Македонија, бидејќи во тој дел на грчката држава поминувала линијата на фронтот. Соочени со новата опасност, македонците од Егејска Македонија активно учествувале во одбраната на грчката држава од италијанската агресија, но главен мотив била одбраната на македонските населени места од уништување, а не лојалноста кон режимот, кој со недоверба гледал на целото негрчко население. Според статистичките податоци, за време на грчко-италијанската војна, околу 80.000 војници во грчката армија биле регрутирани од територијата на Егејска Македонија, и повеќето од нив по националност биле македонци. Во април 1941 година, фашистичка Германија извршила агресија врз Грција, со што започнале војните дејства од Втората светска војна и во овој дел на Балканот. По брзата капитулација на грчката војска, територијата на Грција била окупирана и поделена помеѓу фашистичките сојузници. Егејскиот дел на Македонија бил поделен на 3 окупациони зони. Западна Македонија со Костурско потпаднала под италијанска окупација. Централниот дел се нашол под германска војна контрола поради геостратегиската положба и рудниците, а источниот дел со Драма, Серес и Кавала влегол во бугарската окупациона зона. Во источниот дел на Егејска Македонија, уште кон крајот на септември 1941 година,
Во околината на Драма било кренато востание против бугарската власт, во кое заедно се бореле македонци и грци, претежно членови и симпатизери на КПГ. Востанието имало краткотраен карактер. И покрај тоа што востаниците ослободиле неколку помали населени места во Драмско, бугарската војска преминала во жестока противофанзива, при што во репресалиите врз македонското и грчкото население биле убиени околу 3000 луѓе. Во текот на 1941 и 1942 година, македонскиот народ во Егејска Македонија започнал организирано да се бори против новата окупација. Во повеќе делови на Егејска Македонија биле формирани партизански одреди и групи, што се бореле да го заштитат македонското население од етничкото чистење што го започнале грчките националистички и фашистички организации ИВ и ПАО. Од друга страна, тактизирањето на КПГ и на Грчката национално-ослободителна војска ЕЛАС со македонското прашање овозможило во некои делови од Егејска Македонија, пред се Костурско, да се расшири бугарската пропаганда. Македонските војно-политички раководители на НОТ во Егејска Македонија побарале од раководството на ЕЛАС да им се дозволи формирање самостојни македонски партизански одреди со македонски раководен кадар и македонски национални обележја, што представувало услов за соработка. Незначајна личност во НОВ и во антифашистичкото движење во Егејска Македонија во овој период бил македонскиот револуционер Лазо Трповски. Во октомври 1943 година бил формиран Славјано-македонскиот народно-ослободителен фронт, СНОФ, како политичка организација на македонците во Егејска Македонија, кој како главна задача си ја поставил мобилизацијата на македонското население во борбата за ослободување од фашистичкиот окупатор и правото на самоопределување на Егејска Македонија по завршувањето на војната. СНОФ успеал да постигне најдобра организацијска поставеност во Костурско и во Леринско. Во весникот Славјано-македонски глас, кој бил печатен орган на СНОФ, биле објаснети основните начела на оваа македонска организација. СНОФ е единствената народно-ослободителна организација што ќе ги исполни националните и социјалните барања на македонскиот народ. СНОФ е новата ВМРО на македонците, која ќе го доведе до крај делото на Илинден. Во април 1944 година, раководството на КПГ донело одлука за расформирање на СНОФ, пред се поради преговорите што комунистите ги воделе со грчките десничарски политички партии за формирање коалициона влада. Во 1944 година дошло до разгорување на оружените борби во Егејска Македонија. НОТ формирало неколку поголеми вооружени формации – Воденскиот батаљон и Костурско-Леринскиот батаљон. Овие две единици заедно имале околу 2000 партизани, што биле од македонска националност. Како најзначајни војно-политички раководители на НОТ во Егејска Македонија во овој период се истакнале Паскал Митровски, Михаил Керамичиев, Наум Пејов и други македонски револуционери. Поради несогласувањето со наредбата на ЕЛАС за расформирање, двата македонски батаљони се повлекле во Вардарска Македонија и ги продолжиле борбите во содејство со НОФ и ПОМ. Од борците на двете единици, во ноември 1944 година, во Битола била формирана првата егејска ударна бригада, која учествувала во завршните борби за ослободување на Македонија. Во текот на Втората светска војна, македонците во Егејска Македонија уште еднаш се нашли исправени пред нов бран на етничко чистење. Под обвинение дека се соработници на антифашистичкото движење, окупаторските војски и грчките фашистички организации уништиле голем број населени места со македонци. Грабежите, убиствата и силувањата на македонските девојки и жени биле секојдневна појава од 1941 до 1944 година. Најкарактеристичен пример на такво злосторство била трагедијата во македонското село Катраница, на падините на планината Каракамен,
во април 1944 година, кога фашистичката војска запалила околу 1000 куќи и убила 640 жени, деца и старци. Еден борец на Елас од ова село, Очевидец, ги опишал трагичните настани. Цели 9 дена над нашето село лебдеше смртта. Луѓето ги чувствуваа незините студени крила. Од самото селско ритче, кога влеговме во селото, се чувствуваше одвратна миризба на трупови и на сите очите ни се насочија кон малата чистина, каде што беа нафрлени купишта од трупови. Страшна смрдеа, дури задушлива. На 7-8 места труповите беа нафрлени еден врз друг. На едни главите над нозете, на другите обратно. Купишта меса, коски и засирена крв, страшна кланица на мажи, жени и деца. По завршувањето на Втората светска војна, целокупната територија на Егејска Македонија останала во рамките на Грција. По заминувањето на германската војска, во Грција се истовариле единици на англиската армија, кои во декември 1944 година се судариле со единиците на Елас. Сударот завршил со склучувањето на договорот во Варкиза на 12 февруари 1945 година, со што единиците на Елас се обврзале да се демобилизираат и да го предадат оружјето. На власт во Грција со помош на англиската војна интервенција дошле десничарските политички партии. Тоа било вовед во граѓанската војна во Грција. Во Егејска Македонија, војната во 1945 година во суштина и не престанала. Грчката десничарска влада и англиските интервенционисти го насочиле својот терор кон македонскиот народ. Низ македонските села крстосувале грчките вооружени банди, кои вршеле убиства и со сила го принудувале македонското население да се иселува од своите вековни живеалишта. Поради грчкиот терор, македонците во Егејска Македонија започнале повторно да организираат разни форми на отпор, меѓу кои било и формирањето на тајната ослободителна македонска организација, ТОМО, под водство на Вангел Ајановски оче. Во Костурско, Воденско и Волеринско, уште во 1945 година, се формирале македонски партизански групи, кои ги штителе селата од нападите на грчките вооружени групи. На 23 април 1945 година бил формиран и Народно-слободителниот фронт НОФ, како немасовна македонска политичка организација, што се борела за ослободување на македонците од монархофашистичкиот терор. Во раководството на НОФ влегле повеќе македонски револуционери од Егејска Македонија. Паскал Митровски, Михаил Керамичиев, Павле Раковски, Евдокија Балева Вера и други. Организацијата ги опфатила сите делови на Егејска Македонија. По едногодишен период на независност, НОФ во 1946 година склучил договор за соработка со КПГ и започнал заедничка борба со грчките комунисти против десницата и англиските војни сили во Грција. Со формирањето на Демократската армија на Грција, ДАГ, масовно било вклучувањето на македонците во низините редови. И покрај тактизерството на генералниот секретар на КПГ, Никос Захаријадис, македонските војно-политички раководители од НОФ сметале дека левичарската грчка армија може да одговори на барањата на македонците во поглед на правото за самоопределување по завршувањето на војната. Впрочем, кога се зборува за грчкиот левичарски војно-политички кадар, македонците во Егејска Македонија најголема доверба имале во командантот на ДАГ, Маркос Вафијадис. Според статистичките податоци од КПГ и ДАГ, од вкупниот број активни борци, 1/3 од грчката левичарска армија биле македонци по националност.
Во историската пресметка меѓу републиканските и монархистичките сили во Грција, македонците масовно учествуваа на страната на републиканските сили. Од околу 35.000 војници на демократската армија на Грција, околу 15.000 беа македонци. Голем беше придонесот и на македонската жена. Позадината на фронтот исто така беше македонска. Затоа граѓанската војна во Грција имаше карактер на национално-ослободителна борба. Голема беше братската грижа и љубов кон ранетите борци што ја изразија македонците од Република Македонија во однос на своите сонародници што се бореа за слобода и елементарни човекови права. Во текот на 1947 година, во западниот и во северозападниот дел на Егејска Македонија, Даг успеала да создаде поголема слободна територија. На слободната територија, во која доминирале населени места со доминантен македонски етнички елемент, во учебната 1947-48 година биле отворени македонски училишта, во кои наставата се изведувала на македонски народен јазик. Првпат во историјата на овој дел од Македонија, благодарение на македонските училишта, за само неколку месеци успеале да се описменат околу 10.000 македонци. Бев 3,5 години партизан. Од 16 години дете бев организиран во Нофта да организираме наши водови, наши чети против фашистичкиот тероризам. После тоа, 47 година заминав во редовите на демократска армија Грција, што ја кажува ДАГ, и као редовен борец бев 3,5 години, 49 година. Во јули, дека се изгубне нашата револуција, пристигнав до Републиката во Македонија. Се викам Крстен Ушков, роден сум на 26 ноември 1931 година во село Пожарско, Меглен. И јас на возраст, од прилика на мојот син Кристијан, некаде на 14,5 години се одлучив и пристапив во партизаните во 2 баталјон на Нов на секторот кај Макчалан. Јас сум Наум Абов од село Баница, Леринско, Егејска Македонија. Сум учесник во демократската армија на Грција и тоа во редовите на Кајмакчалан, во единицата на Тануров, која беше диверзантска при бригадата, таа е 24-та. При нападот на грците монархофашисти бев тешко ранет. Другарите ме одвлекоа во партизанската болница во Кајмакчалан и по 2 дена бевме префрлени во територијата на Социјалистичка република, тога и Народна република Македонија, во Југославија, во болнички коли не пренесоа во болницата Есеново. Мислите ми се вратија пак во Егејот. Не можев да ги заборавам бомбардирањата, особено на традиционалните средби на македонците, кога надлетуваја спитфаерите и други авиони, не само што митралира и фрлаја обични бомби, туку и напалм бомби фрлаја. Ги фрлаја со цел да убијат, а уште повеќе да заплашат и да го растерат македонскиот народ од својата родна грудка. Војно-политичката ситуација во граѓанската војна во Грција значително се сменила на штета на Даг,
со вклучувањето на САД во 1947 година на страната на десничарската влада. Пролета 1948 година, пред завршните пресметки од војната, ДАК и КПГ организирале голема евакуација на македонските и на грчките деца од регионите каде што требало да се водат поголеми војни операции. Повеќето македонски деца биле евакуирани во Југославија, Унгарија, Чекословачка, Полска, Романија и во Советскиот сојуз. Според статистичките податоци од КПГ, вкупната бројка на евакуираните деца од Грција во Југославија и во земјите од комунистичкиот блок изнесувала околу 25.000. Во 1949 година се случиле решавачките битки од граѓанската војна во Грција. ДАК, прифаќајќи го фронталниот начин на борба, претрпела тежок пораз од грчката владина војска, предводена од американски генерали, во битките на Грамос, Вичо и Кајмакчалан, и се повлекла во правец на Албанија. Во битките загинале и голем број македонци, што се бореле во редовите на ДАК. Со тоа завршила граѓанската војна во Грција, која имала трагични последици за македонскиот народ во Егејска Македонија. Билансот на македонците од војната бил околу 20.000 раселени надвор од Егејска Македонија и околу 21.000 загинати, изгорени македонски села, опустошено земјиште и голем број деца раселени во разни европски држави. Јас сум од село Чересница, баш од Вичо. Од Вичо сум и на 48 година во месец март не собраа од селото и заминавме во растурена колона дечињата, 74 дечиња од нашето село. После време, во ношно време одеме, зашто артилеријата и авионите стално не напаѓаа и беше март, студено беше на нашиот Вич, имаше веќе снег. Толку мразно беше што имаме ние такви ресени веленцина, малите деца ги ставаме на веленцината, а ние поголемите ги држевме и ношно ги водевме. Извинете. И стигнав на Корешчата, проминавме преку Руля, Ошчима и стигнавме во пред Желевските кори и се скриевме. До тоа време нашите мајки беа со нас. Јаска, комајка што му бе, пак ќе му се најде денес комајка, садно бекан. Повеќе не ќе може да говори, нека му да почне. Во Женево спавме една вечера и на раното кога се разбудивме, нашите мајки не беа таму. Нашите мајки одма заминаа за фронтот. Во Желево се оделиме со мајките. И после Желево заминавме за Преспа. Поминавме преку Лак и Герман и во Љубојна се собравме. Таму бевме скоро една неделја, повеќе од една седмица седевме и оттаму се профрливме за Битола, а после од Битола со возови се пренесовме во Унгарија. Во таа немирна година, пред налетот на фашисоидниот бес, река од иземоштени мајки со деца, деца без родители, како и млади девојчиња и момчиња, полуголи, изгладнети, жртви на граѓанската војна на Грција, зачекорија на најдолгиот пат на животот, далеко од родниот крај. Во душата на секој дете од овој дел на Македонија ќе остане едно време како неизбришлива приказна во разделба. Моето име е Александар Петличков. Јас сум роден во село Був, сум еден од децата бегалци. Дојдовме во Југославија во 48 годината и од 48 годината се до 57 бев во домовите во Црквеница и во Ландово, а 57 годината заминавме за Канада, кои останавме се до денес во Канада и живееме со македонците во Канада. Јас сум Јанкуловска Елена. Родена сум во Грција. 9 годишна бев кога отидов во Маđарска. Таму завршив школа
Кога се вратив во Југославија, бев 17 годишна девојка. Јас се викам Бачева Димана и јас сум од децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Немав година дена кога ме испратија со децата во домовите. Јас бев во Социјалистичка република Руманија, каде што израснав до својата 10-та година, се вратив во Југославија, тука се завршив средна школа и се омажив, сега сум мајка на 2 деца. Дојдена сум од Полска 57 година. Завршив во Полска, во Катовице, во Хожов. И во 57 на 22 август дојдовме овде во Скопје преку Црвен крст. Во првите години по завршувањето на граѓанската војна во Грција, Егејска Македонија повторно поминувала низ еден поствоен период со притисоци за иселување на македонците што останале во своите родни огништа. Грчката власт ги затворала сите македонци за кои се сомневала дека се комунисти или симпатизери на комунистичката партија. Една од мерките за денационализација на Егејска Македонија биле законите за конфискација и национализација на имотите на македонците што учествувале во граѓанската војна на страната на ДАК, при што земјиштето им се доделувало на лица од грчка националност. Во годините што доаѓале, речиси сите грчки влади донесувале законски акти со кои се потврдувало дека конфискуваната земја на раселените македонци повеќе не може да се врати во законско владение на незините поранешни сопственици. Врз македонците што ги преживеа сите страдања на народно-ослободителната борба и граѓанската војна, во повоениот период продолжија да се вршат разни насилства за да се откажат од највисокиот национален белег, од својот мајчин јазик. Во 50-тите и 60-тите години во Егејска Македонија, македонските села колективно пред грчки владици, полицијата и пред представниците на власт, присилно ги заколнуваа дека во иднина нема да го зборуваат мајчиниот македонски јазик, туку само грчкиот. Во 1972 година бил донесен декрет, а во 1975 година и нов устав во Грција, со кој понатаму земјата на македонците што ја напуштила Егејска Македонија била под закрила на државата. Во 1977 година бил донесен така наречен Закон 666, со кој се предвидувале 3-годишен период за репатриација на бегалците и приложување доказ за сопственоста како услов за враќање на имотите. Но и овој закон им оневозможувал на македонците, протерани од Грција, да го остварат своето право на имотите, бидејќи грчките закони им го возможувале тоа само на политичките бегалци грци по род. Македонците што биле учесници во граѓанската војна на страната на левицата, меѓу другото го имале загубено и грчкото државјанство, што представувало основен предуслов за регулирање на сите документи што се однесувале на одземените имоти. Сепак, и покрај негирањето на националната посебност на македонците од Егејска Македонија, нивната борба продолжила и во 80-тите и 90-тите години на 20-тиот век. Во 1994 година, група македонци од Лерин ја формирале организацијата Виножито, која во 1997 година прераснала во политичка партија. И покрај притисоците на грчката власт, регистрирањето на Виножито значело фактичко признавање на македонското национално малцинство во Егејска Македонија од страна на владата во Атина. Првата македонска политичка партија во Грција побарала признавање на македонското национално малцинство од страна на атинската влада, укинување на забраната за влегување и репатриација на македонските политички бегалци во Грција, како и правото за непречено негување на македонскиот национален и културен идентитет на македонците во рамките на грчката држава. Дваесеттиот век представувал еден од најтешките периоди во историјата на Егејска Македонија. За само 40 години
Македонците од Егејска Македонија поминале 6 војни и промениле неколку окупации и разни власти, при што македонското национално ткиво претрпело огромни загуби. Тоа е време кога политиката на етничко чистење била главно начело на грчката држава, со што таа сакала да го избрише македонскиот идентитет на Егејска Македонија. Договорите за размена на население, законите за промена на македонските топоними, насилствата, притисоците, диктатурите, како и медиумската хајка, се само дел од мерките на цивилизираната грчка држава, со кои таа сакаше да избрише се што е македонско на просторот на Егејска Македонија. Низ овие бурни премрежја, какви што тешко дека некој европски народ некогаш видал, македонците излегоа подсврсти и порешителни во стремежите за остварување на своите национални права. Политиката на денационализација и грцизирање на Егејска Македонија даде само делумни резултати. Отпорот на организираното македонско национално ослободително движење ни сите овие децении овозможи и денес македонците да бидат многуброен етнички елемент во некои делови на Егејска Македонија. Во услови кога Република Грција се уште не го признава постоењето на македонското национално малцинство во Егејска Македонија, македонците се исправени пред нови предизвици и форми на дејствување за одбрана на идентитетот и правото на опстој во родната земја. Имајте на ум, грчката идеологија, како се создаваше грчката идеологија, како што рековме, од 1830 година и особено што се случуваше пред Балканските војни, за време Балканските војни и како со сите сили Грција сака да грцизира, да асимилира, да протерува, да променува еден идентитет во тој регион, да елиминира, значи, македонштина и македонски идентитет од Северна Грција. Ако немаше македонско население во Северна Грција, немаше да има проблем Грција. Најверојатно ќе признаваше и ќе зборваше за некој географски регион. Дури и ден денес, видите сега што се случува со името, клучот. Сака Грција, првиот фронт е да не постои ова држава. Денеска, во контекст на притисокот за промена на името на државата, слободни сме да изјавиме, како припадници на тој дел од македонскиот народ, дека македонската влада ќе направи најголема грешка во досегашната историја воопшто на македонската држава и нација, ако прифати измена на името. Проблемот не е во името. Проблемот е во идентитетот. А идентитетот можеме да си го браниме само ние самите. Никој друг не може да го одбрани. Значи, што повлекува промена на името или било која придавка или додавка? Значи, веќе гледаме што се случува во Европскиот парламент. Грците се обидуваат насекаде да негираат дека постои македонски јазик. Ни ги пришат дури и скратеница за Македонија, МК има проблем. Имаме дури и смешни ситуации кога сред Скопје, сред Македонија, грчките дипломатски таблици, каде што пише МК, ги има залепено со фластер, не знам дали сте видели за тоа. Мислам, тоа е скандал. Значи, кога ние ќе се сложиме да ставиме придавка или додавка, автоматски и другиот ден Грција ќе почне нова дипломатска војна, а веќе видовме колку сте успешни, да каже, не се овие македонци, туку се северно-македонци, северно-македонци може и заедно да го пишуваат, или јазико северно-македонски. Значи, веднаш со наша согласност ни измислуваат нов идентитет. Тоа повлекува разни други проблеми. Не ќе можеме и ние веќе да се декларираме како македонци, како македонска заедница или македонско малцинство. Ќе треба да превземеме некои други, да измислиме некои други имиња за да постоиме, што всушност е нешто многу тешко. За добидите на грчката држава да го промени уставното име на Република Македонија, всушност стојат напорите на Грција за секогаш да го избрише македонскиот етнички карактер на Егејска Македонија. Тука секако голем проблем е
евентуалното враќање на имотите на децата, поранешните деца бегалци од егејскиот дел на Македонија. Понатаму тука е историското извинување кое што можеби грчката држава треба да го направи како знак на добра волја за да почнат какви такви нормални разговори помеѓу Република Македонија и Грција за сите наталожени проблеми назад низ историјата. Тука имаме голем број на проблеми. Тука е проблемот со македонскиот литературен јазик. Значи, воопшто ми се чини дека за добидите за промена на уставното име стои една комплексна и добро изградена грчка национална стратегија во која што се вклучени голем број на историчари, социолози, политиколози и затоа потезите кои што ние како Република Македонија ќе ги влечеме, ќе треба да бидат многу внимателни и треба да бидат во полза на одбрана на македонските национални интереси. Преку одбрана на македонскиот национален идентитет и карактер на егејска Македонија, ние всушност ја браниме денес Република Македонија. Во тоа е суштината на спорот.